Ураганот Панос Каменос ја затресе владеачката коалиција во Грција. Планот Б на грчкиот министер за одбрана за замена на договорот од Преспа со меѓудржавни безбедносни договори во регионот, но и отворање 3 нови американски воени бази во Грција, предизвика остра реакција од представниците на владеачката СИРИЗА. Предлогот на Каменос презентиран пред помошник државниот секретар на САД Вес Мичел пред 3 дена, тие го оценуваат како неразбирлив и дека министерот за одбрана излегол надвор од своите надлежности. Коментар за потегот на Каменос даде шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Министерот за надворешни работи не треба да зборува многу за да се слушне кога зборува. За дел од представниците на владеачката СИРИЗА пак планот е причина партијата да ја прекине соработката со независни грци, чиј лидер е Каменос. Премиерот на Грција Алексис Ципрас во обид да ја смири атмосферата по завршувањето на состанокот на политичкиот секретаријат на СИРИЗА, запрашен да го коментира планот на Каменос, се пошегува. Во САД има ураган, но не се вика Панос, туку Мајкл. Но и покрај обидот на Ципрас во јавноста да ја намали политичката тензија во Грција, која создаде Каменос со планот за замена на договорот од Преспа и градење на нови воени бази во Волос, Александрополис и Лариса, грчките медиуми јавуваат дека Ципрас телефонски побарал објаснување од коалицискиот партнер, меѓу другото и за тоа со која причина тој се издвојува од надворешната политика на владата за Македонија. Според медиумите во Грција, Каменос му се извинил на Ципрас со објаснување дека тој немал намера да создаде проблеми и отисите негови изјави биле дадени во контекст на дискусиите, без било што да биде презентирано во официјална форма. Каменос пак на Твитер напиша дека не разговарал со Ципрас бидејќи не е сменето ништо од договореното, дека како владин партнер дал предлог кој го врзува само него и оти базите веќе постојат. Во меѓувреме грчките медиуми го пренесуваат ставот на американскиот Стейт Департмент по планот на Каменос, при што се навидува дека САД го поздравуваат резултатот од референдумот во Македонија, на кој граѓаните изразиле поддршката за НАТО и за Европската унија со прифаќање на договорот од Преспа и оти цврсто ја поддржуваат целосната имплементација на договорот, кој ќе и дозволи на Македонија да добие законска позиција во НАТО и во Европската унија како Република Северна Македонија.